Во насока на ефективно следење на изборниот процес и следење на евентуални изборни нерегуларности, Јавното обвинителство на Република Македонија формираше и промовираше привремената комисија која што ќе биде задолжена да ги следи сите изборни активности за овие локални избори 2017 година. Целта на Јавното обвинителство преку формирање на оваа комисија е за да секдека таму кај што има индиции за сторени кривични дела поврзани со кривичните дела кои што се содржани во главата 16 од Кривичниот законник на Република Македонија, да постапуваме ажурно и приоритетно по овие предмети. Во рамки на оваа комисија номинирани се членови од Висшите јавни обвинителства на Република Македонија, како што се Висшето јавно обвинителство Скопје, Штип, Гостивар и Битола, како и представник еден од Основното јавно обвинителство Скопје. Исто така ми користам прилика да упатам апел до сите граѓани на Република Македонија, до сите здруженија на граѓани, до политичките партии, до домашните и меѓународните организации, да секдека таму кај што има индиции за сторени кривични дела поврзани со изборите, сите тие да ги пријават во електронската адреса, која што е токму за ова, таа адреса е izbori@jorm.gov.mk, за да можеме ние да постапуваме по сите тие пријави. Исто така да ви известам дека добиени се, односно дадени се упатства до сите висши јавни обвинителства за да во текот на изборниот ден организираат покрај редовните дежурства и вонредни дежурства, кои што ќе бидат исклучиво за оваа намена да постапуваат по предмети кои што би се пријавиле евентуално за изборни нерегуларности. Пред малку рековте дека ова е прорабна работа. Па до сега, како што кажав, севкупно има 72 предмети оформени во Јавното обвинителство во врска со последните избори кои што се случија минатата година, 2016 година. Неколку од нив се отврлени со решение, има неколку пресуди во врска со настаните кои што се пријавени минатата година. Реков дека има 5 пресуди, од кои 4 се со условна осуда, а еден од предметите е со изречена казна затвор во време трајање од 2 години и 2 месеци. Мислам дека се однесува на пресуда изречена од страна на Основен суд Велес. Дали во моментот на кои работите? Па се работи на повеќето, освен тие кои што се отврлени со решение. Кривични пријави, за повеќето се работи. Од досегашната кампања во моментот што имате утврдено, дали нешто може би Сега за сега нема пристигнато во комисијата некоја пријава за нерегуларности, освен случајот кој што се случи вчера во Шуто Ризари, секако дека очекуваме Министерството за внатрешни работи во што поскоро време го расветли случајот и добиваме ние како обвинителство со одветна пријава и ќе постапуваме по неја. Вие сте запознати со овој случај, веќе ваши обвинители беа разговара? Значи се работи заедно со Министерството за внатрешни работи на целосно расветлување на случај. Така, имаше примери кои што се пожалија кандидати за градоначалници за перен пиштол од страна на МВР. Значи во оваа фаза не можеме да споделиме информации со јавноста што се постапува, меѓутоа бидете уверени дека по сите случаеви кои што протекуваат во јавноста и по допрен глас ние можеме да постапуваме и постапуваме, а и ќе постапуваме во иднина. Всушност целта на оваа комисија е повеќе превентивно да делуваме и да бидат запознаени сите дека во рамките на Јавното обвинителство на Република Македонија сериозно се пристапува кон овој изборен циклус и очекуваме да имаме што помал број на пријави за да ние постапуваме. Меѓутоа, секдека таму кај што ќе имаме, секако дека ќе постапуваме. Во врска со финансирањето на кампањата, дали тука можете да ни кажете? Со се ќе постапуваме секдека таму кај што има индиции за сторени кривични дела поврзани со изборите, ние ќе постапуваме. Уште кажа оваа затворска казна и овие
разумни казни? Требало ли да бидат порака до граѓаните да се воздржуваат сепак на изборниот ден посебно? Мислам, не само изречените казни, порака до граѓаните би требало да биде спремноста на јавното обвинителство да се екипира вака и превентивно да делува. Овој е на некој начин некоја порака до сите дека навистина ќе делуваме секдека таму кај што има индиции, секдека таму кај што има пријави за сторени евентуални повреди на законот. Рекавте, сега ви имате таа конкретна пријава на вашата комисија. Дали вие имате нешто преземено или да се Во овој момент не можеме тој податок да го споделиме, меѓутоа работиме. Надвор од темата, не, ово е исклучиво во врска со темата.